Добар ден, трета поред емисија, трет поред разговор. Ако почнеме да ги броиме овие работиве, што под број 3, Свето Тројство, после тоа тројца на свети луѓе, па трите наречници, тројца мускетари, Д'Артањан од другата страна, така натаму. Еве полека ги распредаваме или ги распредуваме или ги отвораме темиве кои се поврзани со нашето секојдневие, нашиот професионален живот и некако минатиот пат ја завршивме мислата со тоа дека овој пат треба да разговараме за компензација на трудот, што тоа всушност представува компензација, што тоа представува да бидеш платен и колку тоа човековиот труд, мојот труд, твојот труд, трудот на нашите гледачи, колку тоа вреди. Но морам да бидам доследен на што и минатиот пат го објавивме. Рековме дека околу 40 на луѓе гинат на работните места, ни се потврдува информација, 36 луѓе во 2018 година загинале на своите работни места според евиденцијата која има Македонското здружение за заштита при работа. Огромна бројка на луѓе, луѓе кои се оттргнати од своите семејства, луѓе кои повеќе нема да се вратат дома, луѓе кои оставија позади себе завиени во црно семејства, фамилии, деца. Посебна емисија ќе имаме околу тоа што значи несреќена работа, што значи тоа не само од аспект на тоа на кого му се случува, но едноставно ние, водејќи ги овој разговори, ги правиме токму заради тоа. Не сакаме да останеме неми на едни вакви случувања, на едни вакви ситуации кои најчесто поминуваат као така му било пишано, така и било пишано. Да не биде така било пишано, Лазар, ја отвараме темата колку треба да те платиме сега. Видејќи првата емисија зборувавме за оној труд кој што го правиме ние со секоја наша активност, дека всушност вложуваме труд, и јас и тогаш кажав, и сега ќе потврдам дека се тоа го правиме со една добра волја. Про боно, bona fide. Значи, не треба ништо да ме платиш, ова е нешто што е мој придонес, не само кон Сдруженијето, не само кон професијата, туку и кон нашето општество и кон нашиот народ, а тоа е да дискутираме и да отвараме актуелни теми поврзани со работата. Ајде го свртиме сега прашање. Ти прашаме сега колку треба да ме платиш. А колку треба на тебе да те платам? Веќе е платен. Добро. Да, секој работник си ја заслужува својата награда. Се заслужува платата. Прашањето за плаќање не е нешто што ние го измисливме или капитализмот кој што го донесе на сцена, иако платениот труд најчесто се поврзува законски дека треба да се плати со самиот либерализам, со капитализмот и така натаму. Меѓутоа, уште и во старовековните религии, религиски системи, ние забележуваме дека има одредени аспекти во Стариот Завет, па дури потоа и во Куранот и во некои други религиски системи каде што се упатува на тоа дека тој што работи треба да му се плати, треба да му се даде наградата за работата. Работникот си ја заслужува својата награда. Тоа е основното кое што треба да поаѓаме ние, бидејќи да, освен онаа работа која што ние про боно или сакаме да ја изработиме доброволно, волонтерски и така натаму, секоја друга работа треба да не биде платена. Прашањето е колку да не се плати. И тоа веднаш ќе ти кажам, или да те прашам, што мислиш колку треба да се плати еден труд, како, по кој мерила и критериуми треба да се определи, колку човекот заработува. Колку треба да му платам јас или еве ти како работодавач на својот вработен, колку треба да му платим. Одлично. Ова прашање, значи не дека сега кога ми го поставуваш, јас нели се наоѓам затечен, не многу пати го имам размислувано всушност што треба да биде основата за тоа колку треба да се оценува трудот. Знам дека едната единица која всушност ја ставам во равенката е времето. Една работа која всушност никогаш нема никој да може да ми ја врати, него ја вклучувам во тоа што сум го направил. Втората работа која треба да биде вклучена е мојата компетенција, мојата стручност.
Третата работа која треба да биде вклучена е колку тие работи кои јас ги правам влијаат на што е возможно поголем круг на луѓе, поточно дали нивниот живот се оплеменува. Дали она од претходната емисија што го правевме муабето, дали добробитот на тие луѓе тој ја гледаат со тој мој труд. Веројатно во сите овие елементи постојат и уште плюс други елементи кои треба да ја направат. Дали тоа единствено јас знам да го правам, дали тоа повеќе луѓе знаат да го прават и така натаму, но имајќи го за мене единствена ајде да кажеме логична функција на парите би била материализирање на времето. И ние всушност кога плаќаме некого, ние трудот што би требале сами да го вложиме, вклучително дури делот на мојата стручност, ја ставаме на некоја си банкнота со некоја фацка, за на крајот на краевите да го купиме времето од тој што знае, од тој што уме. Дури и лебот ако го купуваме од продавница, тоа е некој го вложил, да кажеме, својот труд за сето тоа да резултира со тоа да ја дојдам времето да го платам. Тоест времето кое требало тој производ, таа додадена вредност да биде поставена на таа полица, јас да го земам, наместо јас тоа да го правам низ текот на цела година. Знам дека ова е филозофско. Не, воопшто филозофско. Него сакав Мислам дека ја даде поентата. Само сакам да те надополнам во еден момент. Се тоа што го кажеш, особено ми се допаѓа времето, стручноста, значи колку сум ја компетентен. Сега тоа едно со друго може да биде и контрадикторно, односно обратно пропорционално. Колку сум ја постручен и повешт, толку помалку време ќе ми треба една работа да завршам, на пример. Така, дури и физичка, дури и интелектуална. Меѓутоа тогаш ќе превагне мојата стручност. Значи иако јас помалку време ми треба, не знам, да направам еден документ или еден закон или едно столче, дрводелецот, затоа што човекот професионалец, искусен со години, со децени тоа го работи, на почетникот ќе му треба можеби дупло, тродупло повеќе време тоа да го направи. Тоа дали значи дека ќе бара повеќе и пари? Што ми е поентата? Поентата ми е дека одлично што ги наведе субјективните елементи, моменти на трудот, но покрај за плаќање на трудот. Но покрај тие субјективни елементи, време, карактеристики, способности, вештини и така натаму, постојат и објективни. Например, колку можеме да побараме ние во македонски рамки за одредена работа. Некои велат само небото е граница, може да побараш за одредено дело, еве например да изработиш една шолја, како јас како уметник, како грнчар, да ти побарам 10.000 евра, пример, еве sad дам. И дали си ти, ако ти може да бидеш спремен, меѓутоа дали е тоа реално во македонските економски односи? Значи, трудот, покрај она, професионалност, време и така натаму, се определува во неговата вредност и во самата стварност, во самата објективна реалност. Како се движат платите, колку е просекот. Затоа, кога доаѓаат странски инвеститори во Македонија, прво што гледаат, нели, се колку чини работната сила, или тоа е малку грубо кажано, многу ретко тоа го видам, ете колку еден труд навработен во дадена фабрика, во дадена област на професионал чини. И многу пријатели ми велат: професоре, зошто во Германија истата фабрика ги плаќа не знам толку илјади евра, а во Македонија не плаќа многу помалку, да речеме 300 евра не плаќа во Македонија, а истата работа за да одам во Германија да работам 3000 евра ќе ме плати. Па велам, па токму тоа е логиката зашто тој дошол и тука вложил. Покрај некои други константи како што се чинење на електрична енергија, даноци, субвенции. Не се разликува тоа толку, ама те разберам поеднакво. Свегате, нели, зошто инвестираат во компании големи во други земји? Па прво што гледаат е работната сила. И втор момент што е поврзано со работната сила, тоа е одреден ресурс кој што најчесто е обновлив или полесно е обновлив отколку некои други ресурси како што е енергијата и така натаму. Значи многу полесно човекот можеш да го промениш или да ја затвориш комплетно фабриката, да кажеш сега овдека работна сила многу поскапува и други фактори негативно влијаат, јас одам на друго место, отварам каде што имам дупло поевтина ставка за трошок за плати и други надоместоци кои што ги давам за вработени, и таму ќе отворам фабрика. Со економски пресметки се прави. Добро, да, ама и тоа е пак кога веќе ќе го направиш. Тоа е таа компонента. Значи, колку ние самите се цениме и се вложуваме и време и професионалност и колку јас ќе побарам
Не на крајот на денот, туку на почетокот на денот, за да се вработам во одредена компанија, е едната страна на медалјата, а втората е и колку реално стопанството или една фирма, работодавач може тој притисок, тоа мое побарување да го издржи. Ја можам да се ценам дека вредам илјадници евра на месечно ниво да ми плаќа државата како професор, но прашање е дали тоа државата или приватен универзитет, како и да е, може тоа финансиски да го издржи. Ја мислам дека ако запишуваш ти од цел свет студенти кои ќе доаѓаат тебе да те слушаат, веруј ми сите ќе платат колку што ќе побараш, а не колку што ти е Добро, мислам. Имаше една благодарам за ова, но имаше една друга работа која приеска кога ја напомна обратно пропорционално помеѓу времето и стручноста. Ако јас со мојата стручност заменувам двајца луѓе, тогаш тоа на работа најчесто не се цени. Во македонски рамки. Добро, тоа дефинитивно така е. Но работодавачот има интерес 1,25 или 1,5 да ме плати мене, наместо да плаќа за двајца. Сега доаѓаме во една друга ситуација која што конкретен пример, на пример текстилни работнички. Се случува на пример од онај конкретно лон систем кој го имаме во Како Македонија. начин на производство, така, добро. Најнаш се сведува, затоа што ние не можеме по ниеден основ да се такмичиме, да кажеме, со Кина, Индија и така натаму. Но се сведува една многу интересен, се случува многу интересен феномен. Нашите работнички се многу стручни во однос на кројката, во однос на конечниот производ, и голем дел од фабриките сега знаеш што прават? Доаѓаат во ситуација, отвараат, тоест им даваат работа со така наречени 1 до 2 до 10 парчиња. Што всушност самото по себе знаеш што е? Тие стручноста, тоест како да имаш личен шивач, tailor-made или оне персонал личен кројач, но од друга страна сакаат да ги плаќаат се уште као да плаќаат за милион парчиња. Да го сумирам од онако добро, да го извадам си жетон оно што го кажа. Значи, кај нас времето е ефтино. Ако таму плаќаат 30, ако овде плаќаат 300 евра, а таму 3000 евра, значи времето, апропо на почетокот што го кажав, времето кај нас е ефтино, поточно ефтин е животот. Дали така можеме да го гледаме? Животот. Збориме за она економска настрана на животот, колку ни е... Да, на тоа. Не. Животот, значи платата, апропо претходниот мовет од претходната емисија, ние мора да го поврзиме, како што зборавме за безбедност и здравје како дел од концептот за достоинствен живот, така и платата е дел од концептот за достоинствен живот. Се што секоја плата, секое примање, секое плаќање кое што обезбедува достоинствен живот на вработениот и неговото семејство е на линија на нормала. Значи, во Македонија Во Македонија, баш пред некој ден видов еден податок, нели, јас ја знам она и бруто и нето минимална плата, слушаме иницијативи за зголемување и така натаму. Добро е тоа, добро е да се зголемува минималната плата. Можеби ти нема да се сложиш со мене за ова. Меѓутоа, се уште сме на дното на минимални плати кои што ги примаме во регионот. 282 евра бруто. Значи околу 200 евра, додека јас и ти разговараме, се уште е минималната плата, 12.100-200 денари, значи минимална плата која што дали може да обезбеди достоинствен живот. Треба работодавците да сватат дека тоа е само навистина минимална плата, под тоа не може, но тоа не треба да биде основа во бизнис логиката дека да, 12.000 денари нето плата и таа сега ќе ја давам ја редума, тоа ми е основата, базата. Зашто ти го кажувам? Имајќи ги предвид оние индикатори ти кои што ги кажа, субјективни и објективни, ја кои што се надоврзав на тебе. Ако работодавачот навистина почнува со бизнис и навистина му има одредена неизвестна иднина, бизнис иднина, се пробива на пазарот, нови страни и така натаму, производство ли е, што и да е. Па дури да е некоја консалтинг услуга на крајот на ден. Во такви ситуации, многу е, би рекол, мудро работодавачот со оние луѓе кои што ќе сака да ги вклучи во неговиот тим, да им понуди одредена плата која што можеби на почетокот е пониска, меѓутоа да им даде до знаење дека понатака како ќе се развива бизнисот, така логично е и платата да расте. Затоа што едни со други, не, да се вратиме на она, треба да споделуваме. Не бива еден да има да јаде мет и млеко, друг да не може ни трошки да касне. Ни нешто што е изронето од лебот, камоли леп. Така да едни со други да се помогнеме на тој начин,
во економии како што е македонската, во економии каде што едни со други сме поврзани сите и општество кое што е поделено по разни основи, но во рамките на бизнис секторот тие поделби не важат и не би требало и не смеат да важат, за да направиме еден исчекор напред. Не ни се доволни само мерки за вработување, само носење, некои намалување на даноци и така натаму и така натаму. Нас ни е потребно да луѓето внатре почнат да се променуваат, да ги гледаат работите малку поинаку и да ги живеат поинаку. Те разбирам. Не разбираш те разбирам, него сега. кога ги збориш вака работи, знаеш што се доведуваме? Да ние повторно навлегуваме во делот на теорија, а делот на праксата Делот на пракса говори поинаку, далеку сме ние само комплетно теоретичари. друго. Барем јас не се сметам типичен теоретик. Не, ама зато го зборам, затоа што, види, ако дојдеме го ние... спомна текстилот, така? Не, сакам само да те кажам во однос на колку би требало да чини еден час труд. Во однос на она што така го пославме, колку треба да чини. Веројатно, добра дефиниција би била она што го напомна ти и платата за живот. Онај дел каде што би требало да му овозможи на човека, на семејството од 4 члена, пристоен живот. Сега, Достоинствен живот. достоинствен. Го враќаме повторно достоинството на работа, достоинствен живот, достоинствена фамилија, сето тоа да го направи да биде во рамките на едно вклучително, среќно општество. Те прекинав овде како го зборуваш овој делов со да кажеме со дефинирање на сите овие елементи. Не дека сакав да те прекинам Не, од слободно. теорија, пракса, него Слободно, многу ама. повеќе сакав да врз основа на ова што го искажуваш да ги сумирам работиве, затоа што пази Лазар, ние често пати сме доведени во ситуација дека ја познаваме теоријата, ама праксата, апропо ова кој што сакаш да се надоврзаш мислата ти застана кај текстилната фабрика. Многу од тие луѓе кои работат таму, јас ги гледам дека се као еден вид на заробени. Као на одслужување, тоа ми доаѓа сега, одслужување на затворска казна. Таа затворска казна да биде трудот. Наместо трудот да те ослободи, Трудот да тебе ги те пороби. зароби. Така. Извини, текстилот. Ојле, Да. сакаш нешто да... За текстилот и за саатницата сакам да кажам, бидејќи чинам дека привршуваме полека со тука со сме, времето. 20 минути. Да, отприлика, значи прво за работното време, за саатницата. Многу е поедноставно од секој аспект, а верувам дека тука ќе се слушаш и ти, бидејќи сме разговарале на оваа тема и претходно, дека треба да се плаќа саат во Македонија. Дефинитивно. Значи, саат, кога би се тоа уредило дека саатот чини толку и толку, значи многу други работи поврзани со парични доместоци, со додатоци на плата преку времена работа и така натаму, поедноставно ќе функционира. Вториот момент е за текстилната индустрија. Ние имаме драматично поместување во рамките на текстилната индустрија. Текстилната индустрија во Македонија не е тоа што беше пред 10 години во однос на побарувачката на работна сила, значи не можат работодавачите да најдат доволно кадар и гледам полека, но сигурно платите почнуваат да растат. Не само заради покачување на минималната плата, туку и заради конкуренцијата, бидејќи се случува особено во Штипскиот текстилен регион да одредени вработени за 1000 за 1500 денари плюс преминуваат од една фабрика во друга која што е само на десетина метри до првичната кај што работел вработениот, односно една ограда ги дели кај конкуренцијата, ме сеќате. Така да имаме такви некои движењи поместувања, имаме недостаток на работна сила во градежната индустрија веќе подолг период. Имаме исто така недостаток на други кадри во угостителството, во туризмот, па дури во IT секторот, во услугите, да. Имаме огромен недостаток во делот на професионалци кои што се стручни луѓе во делот на занаетите, значи пак би ги кажал тие градежништво, но ајде, нели не зборам за вработени во градежни фирми, него занаетчи кои што се водоводжи, така и заварувачи кои што како трговци поединци би работели, би можеле јас и ти да ги викнеме доколку нешто ни се расипе дома, нели да ги таа фирма или тој човек фирма да го викнеш да ти поправи нешто. Се помалку се такви, така да се чувствуваат одредени поместувања на пазарот на труд кои што јас уште претходно сум ги најавил и тебе сум ти ги кажувал вака во неврзани разговори, меѓутоа сега допрва се гледа дека ме потврдува времето. И тоа од една страна е добро, од друга страна и не е.
Добро е затоа што ќе влие на растот на платите, сакале не сакале работодавачите, а од друга страна пак како општество губиме затоа што голем дел од луѓето ни заминуваат надвор од земјата. Зошто губиме? Затоа што ние сме вложувале како општество во тие луѓе преку образовниот систем, преку социјалната заштита, преку други аспекти така натаму, па дури нели во рамки на едно дете од семејство да го изградиш и да дојде до еден зрел човек кој што е работоспособен, кој што е професионалец во своја област, значи се поминуваат години, се троши време и ресурси и на крајот на денот гледаме дека повторно се јавува недостаток тука. И очигледно тоа покажува дека имаме еден многу испреплетен систем кој што на многу пати е и дури и нелогичен во однос на тоа што се случува на македонскиот пазар на труд. Само до пред некоја година имавме огромна понуда на работна сила, за неколку години драматично се менуваат работите со тенденција да се продлабочуваат. Сето тоа ќе влијае на платите, да знаеш, но нормално самата плата како плата има некои аспекти кои што не можеш на човек да му ги платиш. Знаеш што е тоа? Ајде, да чуем. Човечниот однос на работно место. Професионалецот е професионалец. Особено ти во твојот сектор на професионално работење, например, го гледаш тоа. Јас бидејќи работам исто во делот на безбедност и здравје, гледам со што се соочувате вашата фела како професионалци се. Меѓутоа, забележувам и друго нешто. Еден друг феномен. Не е доволно само да си професионалец. Сега, и ако си вистински човек, ако си човек кој што е со интегритет, кој што човек ќе понуди една друга компонента во професионалноста, тоа е насмевка, тоа е добар збор, тоа е уважување и почитување на другата страна, без разлика дали е клиент или колега, тогаш веќе работите добивате еден друг шмек, една друга позадина. И друго второ прашање. Она жена или господин кој што например работи во Центарот за социјална работа, и кој што работи со лице зависник, да речеме, од дрога, од наркотици, кој што тој ден заради XY причини решил да се самоубие, но бидејќи има закажано со таа жена разговор во Центарот за социјална работа, оди да се види со неа, па после тоа да го направи чинот на самоубиство. Во разговорот со неа, со професионалецот, со жената во Центарот за социјална работа, и тој клиент, да го кажем, тој човек кој што е најчесто маргинализиран, доаѓа до одредено сознание дека од самиот разговор жената го поттикнува да тој се премисли. Без да знае таа, но тој знае, заради тој разговор со неа, тој сваќа нешто, му откликнува во умот, во срцето и вели ова не го правам. Колку би плателе на таа жена што спасила еден човечки живот тој ден? Нели? Одлично отвараш нови димензии во однос на прашањава и тоа веројатно треба да не биде во следната емисија, а тоа е што значи таа човечна работна средина, што значи тоа како ние влијаеме на другите со нашето однесување, но би сакал и да направим и еден разговор отворен што значи тоа да работиш во средина каде што мораме да бидеме свесни што значи тоа да имаш машки соработници, женски соработници, каде што имаш помлади, постари. Делот на работното обкружување, кое ние често пати го ставаме на маса како затекната состојба, но имајќи од друга страна и често пати се бориме со предрасудите кои всушност ги генерира таа внатрешна микросредина. Затоа еве темата веројатно за следната емисија. Со задоволство ќе размислиме, но може да подискутираме. Но би сакал и од друга, секако, но би сакал и од друга страна овде да дефинираме дека секој труд заслужува надокнада, секоја надокнада мора да одговара на пристоен, достоинствен живот, како на индивидуата, така и на оние кои зависат од него. Семејството мора да биде основата, мора да бидат оние кои зависат од нас, да морат и нивните потреби да бидат задоволени, ако сакаме да живееме во општество кое
нас не прифаќа и ние го прифаќаме и поддржуваме. Ти благодарам за разговорот. Исто. Ве поканувам следниот пат да продискутираме повторно, а доколку имате било какви прашања, се разбира, оставете ги во коментарите подоле, лајкнете, споделувајте. На крајот на крајовите, ова го правиме затоа што го сакаме. Значи, го почнавме со тоа кој колку плаќа, како плаќа. Го правиме затоа што го сакаме, доаѓаме до сознание дека го правиме заради задоволството, дека вие таму од другата страна не гледате, но уште поголемо задоволство ако го споделувате со оние кои ги познавате. Имајте убав ден.